Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Ова видео е продолжение од четвртиот чекор на книгата на авторката Шефалица Бари "Родителска карта". И во овој чекор, кој што таа го насловила "Кој е твоето дете?", Шефали зборува за детската суштина, односно за таа ја класифицира детската суштина во неколку групи, во зависност од нивото на анксиозност кое што е застапено кај детето. Следната категорија во која што Шефали објаснува за детската суштина, тука влегуваат во оваа категорија деца чија што суштина е да премногу да се даваат, премногу да им угодуваат на другите, да претеруваат во тоа нешто. И поради тоа ги прашува родителите: родители, дали имате дете кое што е како путер меко, кое што е податливо, флексибилно, лесно многу може да се обликува? И таа ни се една шега им зборува на родителите: ах, родители, вашето его и текако има среќа овде, затоа што имате едно емпатично дете кое што сака да удоволува, дете кое што представува во суштина сонот на секое родителско его. И овие родители на вистина представуваат еден совршен плен за родителската доминација и за родителската потреба од контрола. Затоа што без отпор и многу лесно тие подлегнуваат врз волјата на родителите, се моделираат во било која форма посакува родителот, без било каква битка претходно да покрене самиот родител. Затоа што се многу срамежливи, многу се послушни овие деца, затоа имаат и многу меко срце и секогаш се подготвени да се усогласат. Меѓутоа, поради нивната преголема чувствителност и емпатичност, овие деца ја немаат таа внатрешна граница која што може да ја толерира туѓата болка и туѓиот гнев, туѓата лутина. И поради кога се одбивани често на еден начин преку лутина, преку гнев, овие деца и текако многу лесно кај нив се крши внатрешниот свет. Затоа што тие не можат да се справат, значи кај овие деца постои голем страв од силните емоции и поради тоа тие можат да се распаднат. Се додека тие не превземаат ризици за кои што ќе бидат обвинувани, тие значи се среќни кога се само следбеници. И склоноста тие да кажат да ги прави многу наивни, ги прави многу лековерни и многу лесен плен за предаторите. И токму поради тоа овие деца многу често пати пукаат под притисокот на родителот, тој да сака да управува со нив, или пак тие значи лесно се распаѓаат пред желбите на постојаните желби на било други, особено кога тие желби се напорни. И ова е на некој начин, меѓутоа, за нив представува една борба за да можат овие деца да го следат, да научат да го следат својот вистински глас и своето срце. Меѓутоа, одвојувањето на овие деца од нивната суштина и текако многу тешко ги допира и го крши нивниот внатрешен свет. Сега, какви родители им се потребни на овие деца? На овие деца им се потребни родители кои што можат да ја разберат таа нивна мека и одоброволувачка суштина на своето дете. И токму поради тоа обврска е кај овие родители да внимаваат на сопственото его, за да не им ја одземат вродената послушност на своето дете само заради родителската удобност. Значи, ако родителот не е доволно внимателен, овие деца знаат својата послушност да ја насочат кон сервилност, од љубов да станат жртви, од давање да влезат во самоуништување, од изведба до прекумерно постигнување. И зошто? Затоа што овие деца поседуваат еден прототип на емоционални состојки кои што и текако многу лесно ги преобразуваат во личности кои што
многу лесно влегуваат во зависности, особено во тинеџерскиот период, а подосна и како возрастни личности. И затоа кај со овие деца навистина е многу важно да се биде исклучително внимателен од страна на родителите, тие да ја негуваат нивната природна добрина, без да ги искористуваат, без да манипулираат со нив, без да владеат со нив, без да доминираат со своето родителско его. И овие, зошто? Затоа што овие деца се во состојба се да направат за своите родители. Најчесто и тоа го прават и понатаму во својот живот преку, значи, последуваат уште како мали природни високо квалитетни перформанси, меѓутоа знаат и да претераат во тоа нешто и тие ги пополнуваат празнините, онаму каде што треба во домот, ги превземаат домашните обврски од страна на родителите и затоа често пати знаат и да добиваат пофалба. Меѓутоа кога добиваат пофалба од страна на родителите, а кои го прават тоа со намера, спремни се да даваат уште повеќе од себе и откако ќе се почувствуваат пофалени овие деца, за нивното давање често одат во крајности, да знаат да преминат во самопожртвуваност, знаат да некогаш и да се саморазнебитат. Бидејќи се толку желни да им помогнат на другите, често тие пременуваат својата собствена граница и ги превземаат родителските задачи по дома, носејќи го родителскиот товар врз себе. И на овој начин родителите несвесно, кога му дозволуваат ова, тие на тој начин им се краде детската невиност, детската радост и тие пред време стануваат возрастни деца во наводници возрастни деца. И овие природно емпатични деца можат да станат и како еден вид на терапија за родителите, помагајќи им тие да можат да си ги изрегулираат своите собствени чувства. И поради ова овие деца стануваат искористени од страна на своите родители, од нивното родителско его, со што ја губат способноста своја, смислата своја за само насока и за само водство. Постојат голем број на начини, спрема шефали на кои што може родителот да му помогне на овие деца, да можат да си одржат својата суштина и да ја претворат во предност, значи без да влегуваат во собственото, како жртви на собственото его или пак како жртви на егото од другите. Например, таа посочува кога детето постојано не прашува нас како родители, и се случи тоа повеќе пати, значи како родители ние во тој момент да им дозволиме да можат овие деца сами да дојдат до своите одговори преку заклучоци. Ние да не му даваме, да трчаме готови одговори да им даваме. Значи потребно е да им даваме простор на овие деца да се изборат, дури и да грешат, за да можат да се ја откријат својата вистинска суштина. Својата вистина да се ја откријат. И дури кога самите деца ги потикнуваат на некој начин родителите тие да ја превземат контролата врз нивниот живот, како што вели Шефали, самите деца несвесно му го даваат клучот на родителот, родителот е потребен тој, значи, свесно да не влегува, да се тргне од тоа искушение. Значи, потребно е тој да ја надвладее својата потреба да доминира врз своето дете и да работи на смирување на своето собствено родителско его и на неговата желба за контрола. И затоа што ако не го направи тоа родителот, и како после овие деца влегуваат во една навика да бидат подчинети и многу лесно да стануваат плен на доминација од страна на другите. И децата, значи, овие деца кои што премногу ги задоволуваат, ги им угодуваат на потребите на своите родители. Значи, родителите навистина треба да го освестат тоа нешто, да разберат како нивното срце, во суштина тоа е природно склоно да дава премногу.
и тоа нешто ги прави ранливи во надворешниот свет. И затоа родителите потребно, што е потребно овде да направат? Потребно е да ги учат овие деца како да се заштитат од предаторите, како да се заштитат од насилниците и да ги научат да си ги почитуваат своите внатрешни и надворешни граници со цел да можат да се усогласат со своите потреби и да се исполнат внатрешно, значи да почнуваат да стануваат целовити на тој начин. И Шефали овде во понатаму, значи дава една комуникација на кој начин родителите треба да се обратат спрема овие деца, меѓутоа тоа обраќање да не биде присилено, да биде на некој начин премногу заштитнички родителите да бидат настроени, туку оваа комуникација изгледа на следниот начин, сега ќе ви ја прочитам. Ти си едно исклучително битие кое се дава и кое највеќе сака само да ги направи другите среќни. Ова е твојата природа, твојата суштина. Но таа може да биде искористена од други доколку внимателно не си го заштитуваш своето срце. Потребно е да знаеш, прво на себе давај и сакај се себе прво, затоа што ќе се запоставиш себе си во спротивно. Не мора да бидеш перфектна за другите за да те сакаат. Дозволено ти е да си обична, дури и да погрешиш. Не мора по секоја цена да им угодуваш на другите. Ќе запознаваш многу кои не се толку грижливи како тебе. Твојата суштина е да даваш, а ќе се запознаваш и ќе се среќаваш со многу кои ќе земаат само од тебе. Мора да правиш разлика. Кој вреди, а кој не за твоето давање. Ако го научиш твоето срце да дава на вистинските личности, тоа ќе биде твојата супермоќ. Тоа ќе биде твојата суперсила. Тоа ќе биде твојата велесила. Најважната личност во твојот живот си ти. Секогаш запомни го ова. Ти доаѓаш прва. Ти си на првото место. Да се слушаш себе си и да ја почитуваш твојата собствена вистина е од неопходна важност. Ова беше комуникацијата која што родител треба да ја оствари со своето дете. Меѓутоа таа вели дека и овие зборови, особено доколку ние сме родители со сличен таков карактер, кој што најчесто сакаме да одоброволуваме, треба да запамтиме дека може би на некој начин овие ќе звучат зборови исцелително, меѓутоа ова е само идеја која што им кажува на родителите на некој начин како тие да можат да му се обратат на своето дете кога навистина сакат да ја подобрат релацијата со него и дека се овие само идеи кои што ние во реалниот свет треба да ги прилагодиме спрема нашите вистински ситуации кога се наоѓаме со децата. Меѓутоа, во основа овие зборови кои што ја содржат оваа комуникација ја демонстрираат родителската способност и родителската волја да сакаат пред се да си го видат своето дете низ очите на љубов, низ очите на важност, низ очите на нивна почит и на нивна вредност. Меѓутоа, кога на крајот им спомнува на родителите, кога родителот на вистина знае да застане наспрема ограничените културни норми, тој тогаш на вистина застанува зад своите деца, за да можат тие многу подобро да си ја разберат својата суштина, да се разберат себе си, кои се и што се, и на тој начин тие да можат да ја видат својата разлика во она што значи нивна вистинска моќ наспроти нивните ограничувања. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте бав ден, се гледаме.